Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Ова мое вклучување во живо е повод една иницијатива која што и како е поврзана со една нова активност, иницијатива која што е во поглед на добробит на Македонија, иницијатива која што ќе биде на големо балканско ниво, иницијатива која што ќе отвори еден процес на враќање на името Македонија, иницијатива која што Македонија, Владо Павлов и тимот ќе ја представиме како алка на целата светска цивилизација, она која што смета на целиот фалсификуван свет денес, иницијатива која што Македонија ќе ја поврзаме со сите балкански народи, каде што сите ние сме браќа и сестри и сите ние се напојуваме од еден исти извор на жива вода и сите ние на новородничињата им даваме исти или слични имиња. Иницијатива која што ќе биде повеќе од нешто што во овие најтешки моменти за Македонија и за целиот Балкан е потребно. Небото на денешна Србија гори, наше да повикаме со љубов, да истраат студентите во нивните активности, затоа што она што го има во денешна Србија е префрлено и во денешна Македонија. Балканот мора да се обедини и да ги отстрани сите овие слуги на западните цивилизации, кои што со години и децении и милениуми го уништуваат за нивни собствени потреби. Ова иницијатива ја преземаат повеќе лица кои што ќе учествуваат и во снимање на документарен филм со делата наши, со делата за вистината на Македонија, со делата за вистинската бела, која што не е пела и не е во денешна Грција, туку е под древната Белагнија, Пелагонија, во денешна Источна Македонија. Иницијатива во кој што ќе учествуваат повеќе научни тимови од целиот Балкан, начело со братот Ибра. И јас од овде ве повикувам вие добронамерните македонци кои што не уживате со фалсификатот на ова западна цивилизација на кој што целиот Балкан, па и ние македонците сме ставени со катанец на умот и пранги на нозете, и кои што ги почитувате делата и вистината на Владо Павлов, да бидете волонтери во овај документарен филм кој што ги се снима од 33-тиот степен па се до летната равнодневница, каде што ќе представиме нешто што ќе представиме нешто што светот до денес не го видел. Моја голема благодарност до иницијативата на сите мои пријатели кои што се на денешниот Балкан
моја голема благодарност до сите овие умови, посебно до Ибра, за сето оно што ќе го правиме заедно и за сето оно што ќе го презентираме за спас и обединување на балканските народи без оно што ни се прави до ден денес. Освен ова иницијатива која што ќе представиме, на кој што ни се потребни волонтери кои што навистина сакат Македонија, тоест не фалсификувана Македонија, тоест не Македонија како што ја стака Ротшилд, Рокфелер и сите оние кои што работат на уништување на Македонија, туку едноставно сите оние кои што ја сакат вистината, а не лагата, кој што се спроведува со години уназад за пречек на антихрист во Македонија, бидејќи она на кој што се стреми светот денес во создавање на ова една светска влада, верувајте ми македонци, тоа не може да успее да го направи без Балканот, а посебно без Македонија. Дојдено е времето небото над Балканот да гори, но да гори во корис на сите оние кои што се борат за вистината на Балканот и на сите оние кои што се водат со љубов, со кои што ќе докажеме дека ние, Балканот и сите народи на Балканот можеме да помогнеме на целата земјина сфера и на сите народи во целиот свет. Нашето мото ќе биде тој што ќе помогне на Балканот и на Македонија, ќе помогне на целиот свет. Нема да дозволиме да умира Македонија како што умира досега. Една голема благодарност до Ибра и до сите оние кои што ќе учествуваат во петиција против сето оно што се прави со Владо Павлов ова деценија, и затоа ве повикувам да го следите профилот на Ибра, да пратите како Балканот се обединува за сите нас, оние кои што вредиме, и за сите нас кои што сакаме светот да биде пристојно место за живење без фалсификати. А јас ве повикувам да бидете исто така на мојот профил, затоа што ќе има многу докази од Владо Павлов, од ова влада во сенка, од ова држава во држава, од овие поклоници на црното сонце кои што се поголеми богови од премиерите, од председателите на Република Македонија, како тие функционираат на диво, како ги користат и ги искористуваат нивните привилегии, како го злоупотребуваат своето работно место, независно дали се работи за судови, дали се работи за лица во МВР, дали се работи за извршители, адвокати и кој или не во ова големо злосторничко сексуално здружување. Нема потреба никој да го прави ова за Владо Павлов. Владо Павлов сам ќе ги презентира сите тие непријатели кои што имаат за цел уништување на Владо Павлов. Владо Павлов ќе ви достави докази за кои што, ако малку и будно ја следете состојбата во Македонија и од оно што Владо Павлов со години уназад го прави, ќе видите дека многу дела на Владо Павлов се злоупотребуваат, имаат за цел да си ги присвојат. Ќе видите дека дури МВР од сето оно што јас со години назад го зборував, дека најголемите тастери се во МВР, и да се обрати најмногу внимание на пензионирани инспектори, инспекторки, началници кои што никогаш не се пензионирани
и кои што се стожер на она длабока држава во сенка, да се обрати внимание на адвокатите во Република Македонија, на кои што богови им се судиите и се улизуваат на судиите и доаѓа до сето оно што денес ние го живееме, а јас ќе ви го представам на начин кој тие што го употребија против Владо Павлов, на начин кој што има своја цел, а низината цел е да го блокира овој процес на Владо Павлов и оно што се прави против Владо Павлов, а во интерес на човечанството на целата земјина сфера. Владо Павлов може ова дело да го презентира секаде, надвор од Македонија, за кој што има многу понуди. Ама едно да знаете, македонци мои, Владо Павлов тоа нема да го направи. Владо Павлов ќе остане достоен во Република Македонија, затоа што Република Македонија Владо Павлов ја гледа како царство Македонија. Независно дали ова му смета на некого или не. Затоа ве повикувам будни да бидете, да следите ситуацијата, да го следите профилот на Владо Павлов и на Ибра. Во иднина ќе имаме и подкаст каде што ќе биде искористена просторијата на Агап и Битола, каде што од Македонија ќе кажуваме за овие големи дела, каде што ќе кажуваме за делата како пелагонците или беларнииците од денешните Осоговски планини дојделе до Пелиштер. Ќе кажуваме за морнарите на Панонското море, кои што се оние кои што ги населиле денешните европски земји, па дури и до Индија, со завршувањето на ледената доба и каде што најудобно место за живот бил денешниот Балкан, каде што имало голем број на термални извори и базен на вулкански подрачја, каде што кој што и како бил потребен за создавање на животот на земјата. Ке имаме емисии за украдената плоча по наредба на јавен обвинител во Кочани, кој што го докажува етерот и богот на древните балканци и на древните македонци, затоа што оно што е направено како претрес за надрилекар е искористено за да се украде овај значаен артефакт за кој што најверојатно протестот ништо не помогна наш и веруваат дека ние можеме да го радикализираме новиот протест за враќање на овие плочи. Не, ние тоа нема да го направиме. Ние на мировен начин ќе го возобновиме целиот Балкан, каде што целиот Балкан ќе дојде утре и ќе бара да се врати и ќе бара градот на мирот повторно да биде град на мирот, а тоа е во Македонија. Ке имате докази како се злоупотребуваат фактури, како се злоупотребува добротата на Владо Павлов и како се искористуваат извршители да злоупотребуваат својата службена дејност и да уништуваат граѓани на Република Македонија, меѓу кои Владо Павлов. Ке имате докази како не плаќаат, се со една цел да се собираат камати на камати, а се у договор на оној кој што бил со тебе. Ке имате доказ како тој што бил со тебе го користат овие подземни политички структури, како работат со него, како за тој човек не постои држава, не постојат закони на државата. Ке имате докази како лица од судот на Основен суд Кочани учествуваат во ова хајка и сето тоа ќе ви биде презентирано со име и презиме. Воопшто не ме интересира дали на некого му се допаѓа ова или не. Ова ќе биде моја иницијатива за враќање на младите во Македонија,
моја иницијатива конечно пензионираните да ги пензионираме, кои што навистина претеруваат и ја зимат работата на младите во Македонија. Моја цел ќе биде испречување на овај мафијашки, ја не би рекол ни мафијашки, туку криминален канал на уништување на македонци, во кој што некоја си структура прво прави проблеми за да вие се осеќате виновни, а потоа вие да си ги решавате наметнатите проблеми од нив со нарачани сценарија во кои што учествуваат лица од Министерство за здравство, со кои што учествуваат лица од општински центри, лица од МВР, УВР, лица од судови, па дури и адвокати наши, нивни. Све е тоа едно исто, македонци мои, на кои што времето е дојдено да се преземе иницијатива, и ги повикувам сите оние кои што имаат вакви проблеми, во кои што учествуваат вакви зверови во Македонија, да се приклучат и на сите заедно да им помогнеме во она што сум го истражувал ова пола година и во она се што се прави против лица кои што со дух, ум и фанатизам ја сакаат Македонија. Може би на некого тоа нема да му се допаѓа, ама извинете ми, вие од овие структури, јас еднаш сум бил волк и цел живот ќе бидам волк, и така ќе останам и ќе представам како ова структура за мене е женствена, како користи лица, како користи многу работи на еден подмолен начин да уништува луѓе, да уништува Македонија и да го уништува сето оно што е македонско. Ова моје вклучување во живо го завршувам со вашиот голем адвокат Јанаки, за кој што како граѓани на Република Македонија барав услуги да биде наш адвокат, на пример. Но овде, македонци мои, навистина некој живее во небо во Македонија и навистина некој си дозволува да прави и да објаснува и да држи демагогии дека Владо Павлов бил крвен непријател на властите во Македонија и дека ние македонците не сме имале потреба да бараме помош од адвокати власи и не знам што ли не. Ово е расизам, македонци мои. Владо Павлов језда е националист, ама не е никогаш бил расист. Ке Владо Павлов има вработени од влашка популација. Владо Павлов никогаш на вратата не е напишал за влашчиња нема бесплатни услуги. Овај расизам мора да прекине. Мојот поздрав до Јанаки. Владо Павлов не е расист и ги докаже. И Владо Павлов, ако барал услуги, барал од тоа што луѓето ги дели на добри и лоши, способни и неспособни. Ама расизамот го оставам на вас. Јас сум најмалку виновен адвоката Јанаки, затоа што Цинци Легија ди Рома или Петата римска влашка легија учествува во распетието Исусово. Јас сум најмалку виновен што денешното влашко лоби на цел Балкан потекнува од Цинци Легија ди Рома. Јас сум најмалку виновен што ја кажувам вистината и немам против никого. Владо Павлов Јанаки, запомни, е космополит и тоа ќе остане. И до ден денешен мојот народ, независно кој на која религија припаѓа, ми е сведок. Дали Владо Павлов Јанаки адвокате ги дели луѓето на власи и не власи? Дали Владо Павлов се моли на Романија за државјанства
или на Бугарија. Не, Јанаки. Владо Павлов е македонец и на никого не се моли. И ке Владо Павлов на секого му се отворени вратите. Ние не селектираме на власи и не власи, како тоа што ти вчера на Владо Павлов го направи. Владо Павлов не е расист и нема да биде расист, затоа што врв на еднословно општество е да се двојат. Ако го имаме двоење, имаме и конфликт на логика. Овде, адвокате Јанаки, немаме Божја логика. Логиката на Делби е логика на Црноморестиот, кој што ја контролира целата ова состојба на уништување на сите нации во светот. Ние се бориме за обединување. А мој сведок се моите македонци, каде што никогаш не сме гледале дали е албанец, дали е влах, дали е македонец, дали е србин. Сите тие се напојуваме од еден исти извор на жива вода. И тоа и ќе остане. Никогаш Владо Павлов не кажал на непријателите на Македонија дека нема да им помага и нема да им дава услуги во Агапи солените соби. Затоа што должноста нашта е да не ги двоеме луѓето на власи и на невласи. А тоа што Владо Павлов со година за те кажувал вистината, тоа не значи дека Владо Павлов е крвен непријател на власите. Напротив, Владо Павлов живее со голем број на власи во Македонија. Има и власи вработени во Агапи и не ги двое луѓето на власи и невласи. Нека ти служи на чест, Јанаки, адвокате. Небото не е за тебе врлина. Земјата е таа што и земските битисувања треба да ги направиме овде со почит пред Бог, со Божја логика, а потоа да одеме во небо. Некој изгледа ја поминал висината и отишол на небо без да ги помине земските закони. Да живее Македонија, Македонија се што имам со дух, ум и фанатизам за Македонија. Ве очекувам дека голем број од вас македонците ќе бидете волонтери во овој документарен филм за Александар Македонски дека не е влах, за Александар Македонски дека е агријанец и дека Бела или Пела е на територија на денешна Агријанија, која некогаш го носило името Ематеа. Да живее Македонија и Александар Македонски со дух, ум и фанатизам за Македонија без расизам.